Почитувани граѓани, почитувани работници. Честит 1 мај, Меѓународниот ден на трудот. Како парламентарно мнозинство и како влада во изминатите речиси 2 години активно работиме на унапредување на условите за работа и вистинско вреднување на трудот на сите работници. Една од првите мерки во таа насока беше зголемувањето на минималната плата на 12.000 денари за сите стопански гранки. Само со оваа мерка, околу 90.000 работници денеска добиваат повисоки плати, повеќе пари завршуваат во работничките семејства. Истовремено, ја исправаме неправдата кон вработените во текстилната, кожарската и чевларската индустрија, кои со години добиваа пониска минимална плата. Минималната бруто плата од април оваа година се усогласува согласно Законот за минимална плата и се зголемува за 3,3% и сега изнесува 17.943 денари, односно 12.507 денари нето. Не застануваме тука. Политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се во насока на ново зголемување на минималната плата наскоро. Изминатите 2 години растат платите во сите сектори, а тоа продолжува и годинава. Вработените во здравството, образованието, детските градинки, полицијата, одбраната, културата добиваат зголемување на платите од 5%, додека докторите специјалисти добиваат зголемување од 10%. Со најновите измени на Законот за пензиско и инвалидско осигурување кои што се на сила, исправаме една голема неправда за рударите кои што работаат под земја, со тоа што од почетокот на годината тие можат да остварат право на старосна пензија со навршување на 40 години пензиски стаж за мажи, односно 35 години пензиски стаж за жени. Со овие измени, во првите 3 месеци од годината, право на пензија остварија околу 54 рудари. Се исправи неправдата кон стечајните работници. Денес, над 10.000 стечајни работници добиваат месечен надомест од 7.596 денари. Покрај платите, растат и пензиите. Просечната пензија од 2017 година до денес пораснала за 826 денари. Од 13.754 денари на крајот на 2016 година на 14.580 денари во март 2019 година. Во меѓувреме, продолжуваат активностите за подобрување на условите за работа, а веќе се работи на ревидирање на Законот за безбедност при работа, за да имаме мотивирани и заштитени работници. Почитувани, како одговорна партија, продолжуваме со реализација на мерките што обезбедуваат нови работни места, повисоки плати и подобри услови за работа на сите работници. Нека е честит 1 мај, Меѓународниот ден на трудот.